Густ чад го покри Скопје, од водно Скопската котлина едва се гледа. Снимките од камерите покажуваат дека видливоста е значително намалена. Причината е чадот што ветерот го носи од повеќе активни пожари во Скопскиот регион, но најмногу од планината Жеден, кај што гори кај село Бојане. Мирисот на чад кој што се чувствува во некои делови од Скопје доаѓа од пожарот кој што се одвива на планината Жеден, некаде во атарот на село Бојане, пожар кој што од тетовска страна сега полека се префрла кон скопска страна. Пожарот моментално се одвива на тешко пристапен терен на планината Жеден. На негово гасење работат пожарникарите од Тетово како поддршка на скопските пожарникари. Очекувам во попладневните часови да биде воспоставена контрола врз овој тежок за гасење пожар. Пожарникарите даваат се од себе, но исцрпени се. Од активните пожари денеска најсериозно е на Китка, каде што гори мешана шума на територијата на Студеничани и Зелениково. Во гаснењето ангажирани хеликоптер на МВР, но огнената стихија не е само кај Китка. Пожар има и во Илинден кај Бујковци, како и во Сарај, каде што гори ниско стебласта шума и висока трева. И мерните станици на Министерството за животна средина покажуваат дека квалитетот на воздухот е лош. Од Институтот за јавно здравје уште во петокот излегоа со мерки за намалување на изложеноста на чад. Од таму препорачуваат ограничете го престојот на отворено кога воздухот е загаден со чад. Намалете физичката активност и избегнувајте интензивен физички напор, со што се намалува количината на вдишан загаден воздух. Останете во затворен простор со што е можно почист воздух. Држете ги прозорците и вратите затворени додека надворешниот воздух е загаден со чад. Денеска се активни вкупно 5 пожари. Најкритично е на Студеничани и Зелениково со крак кон село Палиград, каде пожарникарите имаат тешка ноќ со огнените стихии. Дождот кој што вчера заврна на неколку места во државата ни помогна да биде изгаснат пожарот кој што се развиваше над село Сушица, над Конјаре, кој што претходно започна на територијата на општина Куманово во атарот на село Винце. Овој пожар е изгаснат на нула. Во овој момент имаме најмалку 5 активни пожари. Вчерашниот ден се заокружува со 33 пожари. Иако бројката е помала во однос на изминатите денови, станува збор за потешки шумски пожари кои што бидејќи се на карпест предел, значително се и потешки за гаснење. Габриела Лескова, Сител телевизија.